5 јануари 2016 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Вечерва низ Македонија ќе горат бадникарските огнови. Вечерва низ цела Македонија ќе горат бадникарските огнови, традиција со која се најавуваат предстојните празници Бадник и Божич. Секое мало заедница и општина во земјата вечерва си организираат своја прослава. Неколку дена се собираат пари од секој дом, се купуваат дрва, обезбедуваат пијалоци и постна храна, бидејќи според православните обичаи, утрешниот ден е последниот ден од 40-дневните божични пости. Во секое мало општина вечерва ќе се крши традиционалното бадниково лепче во кое има паричка, а на оној на кого ќе му се падне следната година ќе биде кум на огнот. Гравче, постни сарми, колачиња, костени, ракија, сокови, чај се јадењата кои вечерва граѓаните ги принесуваат на бадникарскиот оган. Според верувањата, бадникарскиот оган го символизира загревањето на пештерата кај Витлеем во која се родил Исус. Бадникарското гранче е символот за задутрешниот празник Божич, кој представува еден од најсветлите празници за сите православни верници. И повторно се поставува прашањето дали палењето на бадникарскиот оган е пагански или православен обичај. Свештените лица од Македонската православна црква објаснуваат, суштината е во заедништвото, но дружењето треба да биде во Божјите храмови. Почнува сезоната на грип. За една недела од грип се разболеле 131 лице. Почнува сезоната на грипот и вирусот заразува се повеќе луѓе. Ова го покажуваат последните епидемиолошки податоци на Институтот за јавно здравје, според кој во земјава за една недела од грип се разболеле 131 лице. Оваа бројка на грипозни луѓе кои се регистрирани последната недела од декември е за 20% поголемо од претходната недела и ја надминува просечната неделна фреквенција на ново заболени која изнесува 120 случаи. Затоа епидемиолозите оценуваат дека и официјално влегуваме во сезоната на ова вирусно заболување актуелно за зимските месеци. Со ново заболените сезонава од грип се разболеле вкупно 1083 луѓе, но иако бројот на регистрирани случаи ја надминува границата на сезонската активност на болеста, стручњаците смируваат и велат дека состојбата со ширењето на грипот е далеку од епидемија. Ова го објаснуваат со фактот што сегашната неделна бројка на заболени е за околу 70% помала од истиот период лани, кога имало 449 грипозни или 59,2% помалку од вообичаениот број болни за последната недела од декември. Од вкупно 1083 случаи колку што се пријавени досега, најголем број се од регионот на Тетово и тоа 339 заболени, потоа Прилеп со 221 и Куманово со 209 болни, додека во преостанатите региони се регистрираат помал број случаи. Дистрибуцијата на заболените по месеци покажува дека во месец октомври се пријавени 225 случаи, во ноември 431 и во декември 427 заболени. Најголем број од заболените се од возрастната група од 15 до 64 години или вкупно 692 случаи, додека најчесто се разболуваат децата од 4 години, каде што инциденцата е 19,8 болни деца на 100.000 жители и деца на возраст од 5 до 14 години, каде што се разболуваат 86,8 деца на 100.000 жители. Досега во земјава се вакцинирани 26.231 лице и потрошени се 86,8% од вкупниот број вакцини набавени за оваа сезона. Хидроцентралата Тиквеш во минатата 2015 година произведе 2,5 пати повеќе електрична енергија од планираното. Уште една успешна производна година одбележа хидроелектричната централа Тиквеш со остварено производство на 304 милиони киловат-часови електрична енергија во изминатава 2015 година. Овие киловат-часови се за 2,5 пати повеќе од планираното производство од 130 милиони киловат-часови за ланската година. Според зборовите на директора Звонко Бошков, ова е второ рекордно производство од периодот на постоењето на хидроелектричната
хидроелектричната централа Тиквеш во изминативе 47 години, односно од годината кога е пуштена во производство 1968 година. Моменталната кота на акумулацијата Тиквешко езеро изнесува 248 метри, или тоа изразено во енергија значи 27 милиони киловат-часови акумулирана енергија, што е просечна кота за овој период од годинава. ХЕЦ Тиквеш продолжува со истото темпо на производство на електрична енергија од минатиот месец декември, кога всушност е и шпицот на потрошувачка на електрична енергија. Така ќе биде, вели Бошков, се до пролет, кога е потребно да се испразни акумулацијата, за да може да се примат новите количини на вода со првите пролетни температури и топењето на снегот. Од Управата за јавни приходи подсетуваат дека земјоделските производители до крајот на јануари имаат можност да поднесат барање за паушално оданочување. Доколку приходот од земјоделска дејност во 2015 година не надминува 1 милион и 300.000 денари, имате можност данокот на доход да го плаќате паушално. Потребно е за тоа најдоцна до 31 јануари годинава да поднесете барање за паушално оданочување, подсетува Управата за јавни приходи. Без разлика дали земјоделието представува ваша основна дејност или истата ја вршите како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оданочување ви овозможува персоналниот данок да го плаќате еднаш во годината и да немате дополнителни трошоци за водење на деловни книги, информираат од Управата за јавни приходи. Најдоцна до 31 јануари на шалтерите на УЈАП потребно е да поднесете пријава за регистрација на обврзници кои остваруваат приходи од земјоделска дејност и барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Од Управата за јавни приходи напоменуваат дека ако веќе сте регистрирани во УЈАП и доделен ви е даночен број како вршител на земјоделска дејност, поднесете само барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Целосно ослободување од персонален данок доколку вашиот вкупен приход остварен во 2015 година од извршени продажби на физички лица и исплатувачи, субјекти кои вршат откуп на земјоделски производи, изнесува до 300.000 денари. Доколку вкупниот приход кој сте го оствариле од извршени продажби на физички лица и на исплатувачи, субјекти кои вршат откуп на земјоделски производи, се во висина од 1 милион и 300.000 денари, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход, односно ќе платите данок на основица од 20% од остварените приходи. Ослободување од плаќање данок на доход за субвенциите кои ви ги доделила државата. Например, ако во 2015 сте оствариле 1 милион денари, вашиот годишен персонален данок ќе изнесува 20.000 денари. Доколку вршите земјоделска дејност како дополнително занимање, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот вкупен приход од извршени продажби на физички лица и на исплатувачи, односно ќе платите данок на основица од 20% од остварените приходи. Ослободување од плаќање на данок на доход за субвенции кои ви ги доделила државата. Например, ако во 2015 сте оствариле 200.000 денари, вашиот годишен персонален данок ќе изнесува 4.000 денари, се вели во известувањето од Управата за јавни приходи. Сојузот на спортови на град Кавадарци на доктор Бошко Илиев му додели признание за амбасадор на Кавадарци во делот на спортот. Доктор Илиев е задоволен од постигнатите резултати во пливање минатата година, а најавува богата пливачка агенда и за оваа година. Влюбеникот во маратонското пливање и специјалист по спортска медицина доктор Бошко Илиев минатата година ја заврши со повеќе испливани километри. Учествуваше на неколку домашни маратони, а пливаше и надвор од границите на Македонија. Задоволен е од резултатите кои ги има постигнато и за оваа година доктор Илиев се подготвува да учествува на повеќе меѓународни маратони. Тој на крајот од минатата година од Сојузот на спортови на град Кавадарци доби признание за амбасадор на Кавадарци и Македонија во делот на спортот. Задоволен е од ова признание што му го додели градот и вели дека и понатаму ќе продолжи да ги представува Кавадарци и Македонија. Пред се да се заблагодарам во моје име и во името на останатите спортисти, како можеби највозрастен од сите, за признанието што ги добивме од град Кавадарци, од Сојуз на спортови, за сите успеси, поскромни и понескромни, што ги направивме во оваа година.
Значи, ова признание ми е мощно драго. Претходно добиено признание 7 септември, признание за најдобар пливач во минатите години. Ова е прв пат како амбасадор на спортот од град Кавадарци за моите успеси пред се на меѓународен план, каде што презентирам мојата држава и мојот град. Плановите за ова година беше нешто и напомнав во претходни прилики. Значи, следуваат неколку меѓународни маратони, нешто има во Албанија, традиционално има во Хрватска, Србија, Бугарија, значи овои постојаните претходни. Нешто можеби сепак ќе се случи пак во Грција на друга релација и нешто што мислам да го правам уште неколку години традиционално, да промовирам наши езера, спортот на нашите езера, на нашите природни и вешки езера, пред се Преспанското, Мавровското, Беровското и така натаму. Го прашавме доктор Илиев колку младите денеска сакаат да спортуваат и што покажуваат лекарските прегледи кои ги врши на младите спортисти. Тој е оптимист дека покрај индивидуалното спортување ќе се зголемува и интересот кон екипните спортови. Па видите вака, интересот се зголемува во тренд е, нели, да се спортува, да се движи, тоа е во контекст, нели, на здраво живење, на здравје. Спортистите редовно горе-доле ги посетуваат нашата ординација по спортска медицина. Спортот, можем да кажеме, сепак не е можеби на некое завидно ниво, поготово екипниот спорт, но поединечниот спорт е солиден, а јас се надевам дека во наредните години ќе го покачиме и нивото на екипниот спорт, пред се школскиот спорт и оние најатрактивни, нели, спортови, фудбалот, кошарката, ракометот и така натаму. Мислам дека ќе се движиме во една подобра насока. Сдруженијето на пензионери и ова година го организира традиционалниот турнир во табла. По повод одбележувањето на новогодишните и божичните празници, Сдруженијето на пензионери од Кавадарци во сабота на 9 јануари го организира традиционалниот турнир во табла за пензионерите од општина Кавадарци. И годинава турнирот е во организација на Сдруженијето на пензионери Кавадарци, поточно Комисијата за спорт и рекреација, а истиот ќе се одржи во клуб 2 при Сдружение на пензионери Кавадарци со почеток од 11 часот. Сите заинтересирани пензионери кои сакаат да се пријават за учество, истото може да го сторат кај Трајче Танчев, а пријавувањето може да го направат и на самиот ден. Од Кавадаречкото Сдружение на пензионери информираат дека досега се пријавени 17 учесници, пензионери и пензионерки, а очекуваат до одржувањето на турнирот бројот да се зголеми. За најдобрите организаторот има обезбедено и пригодни награди. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Ќе биде променливо облачно и потопло. Попладне со повремени врнежи од дожд, а ќе дува и умерен јужен ветер. Температура до 6 степени. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.